Ретко се пружа можност како гостин да имаме наш надворешен соработник. Денеска со нас е професор доктор Васко Шутаров, наш редовен колумнист. А за тоа имаме и директен повод. Неодамна професор Шутаров ја објави својата најнова книга Кога татковината станува чедо, а вистината борба. Книгата е збирка есеи и колумни објавени во Република МК. Професоре, прво, добре дојдовте и Добро ве најдов. честитки за книгата. Што беше пресудно објавените колумни, кои несомнено предизвикуваат голем интерес кај нашите читатели, да ги преточите во книга која, ако не се лажам, е ваша четврта поред. Да, токму така. Јас ви благодарам за одстапениот простор денес во вашето студио, за просторот кој што веќе полни 3 години, веќе четврта година го имам на страниците на Република МК, каде што со задоволство забележувам се она што е актуелно во нашата, и не само во нашата, политичка, општествена, економска, културна средина, туку и пошироко, во еден поширок контекст, меѓународен најчесто. Веќе четврта година и сум благодарен на Република заради тоа што ми остави една творечка слобода, тоа што го мислам, да го изразам, да го запишем. Знам и според информации на порталот за кој што работиме и од мои лични информации, споделувајќи ги колумните, посебно на социјалните мрежи, дека се тоа читани колумни. И не само тоа, туку доловувајќи го актуелниот миг, понекога сакаме да фатиме една нишка која што е допира или продира и историски подлабоко или се проектира во иднина. Јас тоа го правам на некој начин објаснувајќи го севто ова ирационално што ни се случува. На еден начин да стане рационален, но во исто време и да биде духовит, заради тоа што многу малку имаме едно и друго, и рационално, и духовно, најмалку пак емотивно. Споредувајќи ги со некакви уметнички или културни вредности, да кажеме, филмски кадри кои што се меморирани во меморијата на луѓето, романи, музички настани кои што имаат подлабока културна трага и некако соочувајќи ги со нашево секојдневие, проектирајќи ги во иднина. Од тоа што имам впечаток, ние велиме никој не е пророк во своето место, но често и вие, еве и јас, читајќи ги, препрочитувајќи ги колумните, гледам оти сме излегле она што најмалку сакаме да бидеме, лоши пророци. Или тоа што сме го напишали и се остварило, и така да не губат од актуелност колумните, и ги издадов на карантинските колумни есеи, пишувани во време на карантините. Се најдоа исто така во една збирка колумни, тоа беше книгата која што веќе колку што знам по книжарите ја нема, што ме радува како факт. Со зрно сол и парче локум. Зошто со зрно сол? Cum granum salis, нели? Во сето ова ирационално да најдеме зрно сол или рационално да ги објасниме нештата кои што инаку ни се скоро па необјасниви, а ни се случуваат. И пропуштивте да кажете дека оваа книга која што денови ви излезе од печат, зашто благодарам на книгоиздателството Макавеј, на моите соработници, веќе и со претходната и со сегашната книга, професор Елка Јачева Улчар, кој што напише рецензија за книгата, и Маријан Дзингаров, кој што графички го донесе ова решение, од кое што сум презадоволен, кога татковината станува чедо, а вистината борба, еден поднаслов, 2-3 лафа за поновите македонски работи. Зошто 2-3 лафа? Како еден мој почит кон Леонид Јанков, војвода од мојот крај, елај ваму понаваму, да ти кажам, 2-3 лафа. И за поновите македонски работи во чест на Крстен Исирков. Ние повторно се соочуваме со се понови и понови македонски работи кои што треба ние како генерација да ги изработиме. И ова е сублимат на една наша судбина, но и моменти од историјата кои што треба да не водат
напред. Тоа е поднаслов и на книгата. Дека генерацијата ти успее да го стори тоа? Секоја генерација со својата планина ќе бидеме препознатливи, се надевам, токму по таа мисија што и ние имаме. Сите на некој начин ја водиме таа борба. Јас преку моите предавања со студентите, со моите пишувања, со тоа што го зборувам со моите пријатели, со моите колеги, со моите познаници, со кажувањето на моите ставови, имав можност предходно и активно учествувајќи во политика да се борам и непосредно. Бев и пратеник 2 мандати, председател на Собраниската комисија за култура, председавач од Собраниска комисија за надворешна политика, сум се борел и тој дел од мојата мисија завршен. И 6 години бев директор во нашиот културно-информативен центар во Софија. И таа мисија ми е чиста како солза, така да мојот дел од борбата си е на некој начин во еден дел од мојот живот и кариера заокружен. Веќе ги споменавте вашите поранешни политички ангажмани, меѓутоа и вашите текстови, во нив се чувствува дека не сте одсутен се уште од неа целосно. Туку таа и натаму е во центарот на вашето внимание. Но од еден поинаков аспект, ви исполнува ли тоа, кажете ми, во моментов? Знаете, не постои колумна која што сум ја напишала да биде тоа напишана ради. Се внесувам прилично, со многу жар во пишувањето, со многу истражување. Како да не допира се тоа што не се случува? Јас сум бил и внатре во политиката. Во политика влегов како дипломиран политиколог и тоа од некогашната многу позната Белградска политичка дипломатска школа. Влегов на своји 38 години. Она што го викаат старите грци акме или животен врв во професијата го доживеав негде на своји 45 години како пратеник и дипломат. Сега сум надвор од тие контексти на активно занимавање со политика, предавам на студенти теми од политички науки и ги гледам нештата од надвор, но бидејќи сум бил внатре, живо сум ги чувствувал, сум креирал дел од тие политики, нештата ми се до толку јасни да просто некогаш тоа што се понекогаш толку јасни не значи да се помалку болни, напротив. Ги гледате нештата многу јасно, се обидувате на некој начин да ги објасните, да им дадете некаква смисла, некакво рацио, но жарот постои, знаете, политиката, мој татко беше невропсихијатар и често разговаравме на тие теми. Најтешки се во овој контекст, може и пејоративен да звучи, несубстанцијалните зависности. Коцката, например. Но и во политиката постои таков тип на зависност. Моќта не е само материјална. Некои велат моќта е најголем афродизијак. Така да жарта си останува, мене ми е жал што не сум дел од некогашниот тип на политички дебати, кои што имаа своја тежина, тоа беа дебати со големо Д. Не дебати приземни, со флоскули, со навредувања, со туку вистински политички дебати, нив ги работев со жар. Со дел од тие мои политички опоненти останавме во многу коректни професионални односи, знаевме да си пуштиме рака, заради тоа што се соочувавме со силата на аргументот, не со аргументот на силата. И таа жар си постои, посебно заради тоа што се однесува на Македонија, за кое што јас во книгата велам љубовта кон татковината или патриотизмот, колку и да не убедувале, тие нешто што е пасе, минато време, не тренди, не актуелно, заостанато, љубовта кон татковината никогаш не може да биде демоде. И таа жар си постои, од тука и овој наслов и мојот интерес за политиката. Така. Денес истражувате и на вашите студенти им држите предмети од геополитика и геостратегија, меѓународни односи и организации, од дипломатија до предмети што обработуваат теми од културата, културните образци, како на регионите, така и за
нашите културни средини. Каде најчесто се вкрстувате со вашите студенти? Многу интересно прашање. Тој опсек на интерес, еве и како предмети што ги предавам, така случајно се погодија коцките, но секогаш е така. Некој може да предава од еден поширок геополитички и геостратешки контекст, тоа е современиот контекст воопшто, кој што не е само политички, туку е културолошки, или макросвет, односи во еден макросвет, како што е геополитиката, геостратегијата, дипломатијата воопшто, меѓународни односи, организации, европски интеграции и политики исто така предавам, до културно наследство кој што го предавам на студенти, во кој што се занимаваме со еден микрокосмос на односи културолошки, тој пресек од тој макросвет на геополитиката и геостратегијата или меѓународен план и културолошки, до еден микроплан, обичаи, традиции, верувања, диалекти, животен стил во Штипско, Кратовско, Демирхисарско, Охридско, Струмичко, Јевгелиско, Кумановско. Мене ми носи една сигурност со која што им ги објаснам на студентите нештата. Тоа што е пресечна точка каде се наоѓаме со студентите е моето чувство дека им бега чувството на припадност кон оваа држава за која што немаат ни трошка помалку љубов од колку што е нашата. Мене ми се случуваше еве сега во минатата јунска сесија, на крај на јуни полагаа и просто сакаа што поскоро да положат. Зошто? Заради тоа што на 1 јули барем 2/3 од нив планираа некаде да доработат надвор. Тоа е многу жално. Велам, со ништо помалку не си ја сакат, но тоа чувство на припадност сакам да им го нагласам колку се важни со тие знаења што ги собираат. Учиме геополитика, ним после предметот геополитика и геостратегија, сигурно им е јасна руско-украинската војна, учевме за тоа евроазиски земја на плоча која што е срцето на светот, за таласократија или поморски весили, за падните демократии, таа вечна војна меѓу нив. А од културолошки аспект многу е важно тоа што е моја специјалност, културната дипломатија, и што е слабост на многу политичари кои што носат сериозни одлуки и западните, што многу малку се занимаваат со културните образци на микросредините. Без тоа спознание, без тоа сознание, се носат многу често и погрешни одлуки. Каде вашите студенти чувствувате дека имаат минус во создавање на тоа чувство? Знаете што, минусот и они меѓу редови кажано, не сум го слушнал тоа, но може да се случи, тој минус го припишуваат на генерациите кои што се поблиски до нашата возраст, кои што владееле со државата, кои што ја дотерале државата до ова ниво, наративот, говорот, јазикот, што го зборат, мајчиниот јазик, да биде јазик на понижениот, угнетениот, гневниот. Нашиот јазик станува оптеретен, деградиран, со жалопојки, со жалење, со многу гнев. Од тој јазик, просто јас не им замерам, они подобро говорат англиски, и тоа е просто богатство. Нека си бидат космополити и по дух, и по вокација, и по професија. И знам еден ден, и ако заминат од Македонија, најмалку што ќе може да направат и за своето потомство е да се надам ќе го доживееме тој момент на училишта, лекторати по македонски јазик, секаде каде што има наши иселени македонци. Се надам од и таа љубов нема да згасне, и ќе помага државата или од надвор, или ќе се вратат еден ден повторно дом. Веќе споменавте дека ваш директен интерес е културната дипломатија. Колку и знае ли Република Македонија да користи таа културна дипломатија? За жал не. Тргнете од тоа дека сум јас еден од единствените, па и доктори по политички науки, чија специјалност е културна дипломатија. Мои трудови и од книги цитираат студенти, професори мои, колеги од Софија, од Белград, од соседството секаде. Но за жал, иако имам и
барем 10 година активно се занимавам со ова, имам и прилично пракса, 6 години еве во Софија. За жал станува културната, што е културна дипломатија во кратки црти за гледачите. Значи тоа се вика мека моќ во политиката. Постои барем век и неколку децении, пионери во културната дипломатија се французите, како на најубав можен начин, преку културата, уметноста, преку убавото, преку естетиката, преку слободата на креативниот чин, кои што се иманентни за културата, кон креативното кое што е иманентно кон културата, со тоа и вистината. Вистината и слободата се основни принципи во културата, како преку тие својства да се стаса и да се освојат срцата и умовите на луѓето надвор од вашата земја, значи во странство. Тоа се работи многу студиозно, многу научно, многу професионално, го работат сите сериозни држави во светот. Освојување на срцата и умовите не со економска присила, не со воена присила, не со политичка присила, туку на најубав можен начин преку влијание, преку стекнување допадливост или креирање на слика за себе, за својата култура, преку тоа што ви е највозвишено. Плюс културата е единствена општествена област, дејност која што работи со емоцијата, со емпатијата и тоа е најлесен начин да се допре до другиот, посебно до другите публики. За жал, од 2017 наваму барем, културната дипломатија е на некој начин има статус како непосакувано дете од улица, од кој што просто се срамиме, туку мора да го имаме тука некаде да не ни замерат. Ме интересира, сами спомнавте ова актуелната наша политика, пред некој ден го погледнав и предлог буџетот за 2023 година. За препасти, не трогнаме, за препасти еден факт дека за 1/3 средствата за меѓународна културна соработка или наше македонско културно представување во странство ќе се згаснат, ќе се намалат. Тоа е просто на ниво на трагичност, на како да сме преплашени, како да сме пресрамени, како да сме напикани во ќош за да си кажеме какво богатство и вредност како култура носиме. Ние сме тука најмоćни. Вчера беше свети Архангел Михаил. Ние го имаме ангелот од Курбиново 2 века пред Ренесансата. Вчера требаше ние да бевме сериозна држава со сериозна власт и култура која што држи до себе, заради тоа што постои и дигитална културна дипломатија, барем на сите можни портали кои што имаат врска со културата, образованието. Да го пуштиме во етер, во слики, виртуелно нашиот ангел од Курбиново 2 века нацртан пред италијанската ренесанса. За жал имам чувство оти живурка, оти е тоа култура на жабри, не култура во цела своја сила, без предрасуди, без стереотипи, што се неповолна позиција во културата и политиката, туку смело, без остаток да си се представува во светот и да ги освојува срцата и умовите на луѓето надвор од државата. Тоа е најубав, најлесен и наједноставен начин, само што во моментов не се сака тоа да се работи. Како беше изразот на министерката за култура, како култура ни треба? Тоа е посебен ова бисер за годинава. Јас многу често ми бега просто името на почитуваната министерка, но на бисерот ќе се сетам секако, да се твори во духот на култура која што расположува публика и народ. Знаете што исто велат, кога зборуваш за љубов, ти си на некој начин во љубов, зборуваш за љубов. Така учевме, така се образувавме, така растевме и созревавме. Кога зборуваш постојано за режим, а не излегува режимот од уста, зборувајќи за некој период пред нејзиното владење, веќе си во режим. И фројдовски ти скажуваш нешто што е на режимска флоскула, која што не ја паметам од времето на комунизмите во Источна Европа. Ти да посакуваш да имаш култура која што расположува во години во кои што ништо не расположува. Така рекле старите, а и помладиве. Добро, вашата последна колумна ја насловивте јазикот наш насушен, кому ли ја оставен?
Според вас, кој збор би го избрале како збор на годината во Република Македонија и зошто? А да, тоа беше провокација. Колинс и Оксфорд, англиските речници, секоја година усвојуваат. И тоа станува тренд кој што побудува многу интерес во јавностите, посебно во англосаксонското говорно подрачје. Збор на годината. Пермакризи се годинава според нив збор на годината, значи криза која што е во постојан континуитет. Пандемска, воена, економска, енергетска, секаква криза и до климатска која што ја подзаборавивме во овие години на воена и енергетска криза. Би требало тоа да е францускиот предлог кој што многу често се спомнуваше, звучи по-кокетно наместо бугарски предлог кој што априори веќе и емпириски треба да е непристоен. Имавме многу често годинава се спомнуваше криза, најтешка зима, поскапувања, повторно поскапување на енергенсите, ќе има струја, ќе има вода, ќе има парно. Па фашизам, антифашизам, па бугарски клубови, па македонски клуб. Според мене и оваа година, за многумина од нас, иако на маргините, иако со додатоци, придавки, заменки, како нашата, како мојата, Македонија останува именка на годината. Господине Шутаров, ви благодарам на одвоеното време и на разговорот и уште многу книги во иднина. Ви благодарам и вам за отстапениот простор, задоволството денешно беше моје.